Цените на стоматолошките услуги во Македонија нема да можат да бидат пониски од минимално утврдените со листата на стоматолошки услуги донесена од Стоматолошката комора. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за уставноста на оваа листа, со што ја потврди важноста на референтните цени. Според ценовникот, основен преглед чини најмалку 500 денари, вадење траен заб 1000, а чистење забен камен 1600 денари. Судот смета дека ваквите цени обезбедуваат квалитетна услуга и заштита на професионалната етика. Судот го отфрли тврдењето дека минималните цени ја ограничуваат слободата на пазарот и создаваат дискриминација. Во образложението се наведува дека листата важи подеднакво за сите стоматолози и не создава привилегирани категории. Одлуката ја штити јавната здравствена заштита и спречува девалвирање на стоматолошките услуги поради конкуренција. Иницијативата за укинување на минималните цени беше поднесена со аргумент дека тие ги ограничуваат стоматолозите во давање услуги на социјално ранливи групи, но судот оцени дека јавниот интерес има приоритет. Денеска ќе се одржи состанок меѓу представниците на студентите кои го држат во блокада Универзитетот во Белград и раководството на институцијата. Станува збор за трет ваков состанок, на кој се очекува студентите да го соопштат својот став во однос на иницијативата за спас на универзитетот, предложена од ректорскиот колегиум и деканите. Предлогот вклучува заедничко делување на студентите и персоналот, со комбиниран модел што подразбира делумно враќање на наставата, пленуми, блокади и неделни протести. Факултетите ќе се адаптираат за да ги поддржат студентите во блокадата, вклучувајќи распоред, простории и обезбедување. Универзитетот најави дека, доколку нема напредок во комуникацијата со Министерството за образование, е можно воведување протестен прекин на работата. Во таа насока, универзитетот е подготвен и за директни преговори со владата на Србија, доколку состојбата остане нерешена во разумен рок. Повеќе од 17.000 лица беа евакуирани во покраината Манитоба, Канада, откако регионите се соочија со најлошиот почеток на сезоната на шумски пожари во последниве години. Вонредна состојба е прогласена на нивоо на целата покраина, а премиерот Вап Кинев побара ангажирање на канадската војска за поддршка во гаснењето пожари и евакуациите. Жителите на градот Флин Флон, како и на неколку домородни и оддалечени заедници, добија наредба за итна евакуација. Во покраината се активни 22 пожари, а само во изминатиот месец изгореа 200.000 хектари шума, тројно повеќе од 5-годишниот просек. Автопатите се преполни, бензинските пумпи без гориво, а повеќето евакуирани се префрлуваат со авион во Винипек. Според властите, пожарите ги зафатија сите региони на Манитоба, што се смета за директен резултат на климатските промени, кои го засилуваат влијанието на екстремните временски појави во земјата. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека за околу 2 недели ќе знае дали рускиот лидер Владимир Путин сериозно сака да ја заврши војната во Украина, наведувајќи дека ќе реагира поинаку доколку се покаже дека Путин манипулира со процесот. Изјавата доаѓа во време на засилени руски воздушни напади врз Киев, со бројни жртви, меѓу кои и деца. Трамп неколку пати го нарече Путин луд и го обвини дека се игра со оган. И покрај телефонскиот разговор меѓу двајцата лидери и ветувањето од Москва за мировен меморандум, документот се уште не е објавен. Напротив, Русија лансираше нов бран ракетни и дрон напади. Истовремено, Кремљ бара од Украина да се откаже од делови од територијата, што Вашингтон го толкува како стратегија за избегнување на договор. Војната трае повеќе од 3 години, а Русија сега контролира околу 1/5 од Украина.